Беше баш тука во Гевгелија, кога Стево не успеа да собере народ да го слушне и го одложи митингот 40 на минути, кога почна покрај да лажи и да навредува. Од тогаш почна да навредува на најнизок можен начин, што само покажува во какво бунило е и веројатно е свесен дека поразот ќе биде огромен. Исто така, не одговори на ниедно од прашањата кои што му ги поставуваме. Имено тој сака да се представува како честна личност, а веројатно е најдволичниот човек што се занимава со политика. Па до денес, еве сме скоро на недела дена до гласањето во првиот круг, не одговори на 3 клучни прашања. Прво, каков е тој честен човек кој што потпишува измени на кривичен законник со кој што се амнестира високиот криминал и корупција во Македонија? Второ, каков е тој честен председател кој што збор нема кажано за ниедна афера на СДСМ и на ДУИ, особено на ДУИ? И трето, каков е тој честен председател кој што прифаќа кампањата да му биде финансирана со ваши народни крадени пари? Каков е тој честен председател? Еве до денес не одговори, можеби ќе се охрабри да одговори. Сите ние председателските кандидати, 7 напишавме убави текстови за поддршка на специјализантите. И што се случи? Па нели е сега министер за здравство се уште некој од власта? Па нели има и кандидати што се лекари? Зарем уште еднаш ние ќе дозволиме оние кои одва и ги чекаат надвор, како македонски подарок, без непроценлив, лекари, млади специјализанти, да си заминат? Не. Знаете ли што ќе направев? Јас ако бев во моментов председателка, ќе протестирав и ќе марширав со нив. И тоа ќе го правам со сите ранливи категории, секогаш кога ќе сакам да ја разбудам свеста, не за да се правам важна и млада, туку за да покажам дека оние на клучните функции се тамо заради заштита на јавниот интерес и јавното добро. А јавното добро мора да создава јавна вредност. Тие, специјализантите, создаваат непроценлива јавна вредност, ги штитат нашите животи, прават се што прават и другите лекари, ама тотално замислете, тие не уживаат здравствена заштита, ни социјална. Па каква е таа социјална држава и каква е таа социјал-демократија што не води сметка за оние кои ни се најпотребни? Оти ние веќе се откажавме од лекарите, а јас си велам, па еден здравствен туризам одличен би бил. Денеска сретнав еден професор од Оксфорд, пријател ми е, ми вели дека доаѓа овде исто така и заради тоа што има лекари одлични во 8 септември, просто не верував. Сега замислете, ние да се откажеме од она што го вложила Македонија во овие луѓе и да им речеме заминете си. Не, останете уште малку, ве молам, истрпете уште малку, бидете убедени дека ништо нема да биде како досега постаро, се ќе биде ново.
СДСМ му ја подари Македонија на Али Ахмети, Артан Груби и Тала Џафери. Тоа е така поради тоа што власта СДСМ ја купува на дневно ниво. Нивната слабост ја покриваат со милиони услуги кои им ги вршат на ДУИ и станаа заеднички соучесници во разграбувањето на државата. Затоа овие избори се и за тоа да си ја вратиме Македонија во рацете на народот. Промените се во ваши раце, за да Македонија биде повторно твоја, повторно ваша. Македонија мора да ја направиме повторно горда. Или тие од власта, или народот. Или нивна, или наша заедничка. 24 април е одговорот. И цврсто сум уверен дека ќе им се случи народ, затоа што предолго го потценуваат народот и го газеа. Затоа што предолго го потргнуваа настрана и правеа место единствено за нивните од власта. Затоа што не потценуваат и ја навредуваат нашата интелигенција кога велат дека ќе продолжат да владеат како до сега. На нивната стратегија како до сега, народот на овие избори ќе им каже готово е, доаѓа крајот.